Драги кумановци и кумановки, здраво живо, поздрав од Кафе Бар Јард. Продолжуваме с емисију за Куманово. Повторно данаска интересантен гост, на задоволство мое, а и на ваше, надам се, ќе разговараме за богато историја на Куманово, за кафански живот, за чаршију и све друго што го е красило Куманово тој време. А наши ваш гости е Чазим Скендеровски или кумановци го викав Чазо. Да. Чазо, здраво живо, како си? Добар ден, фала. Ете, да ве поздраву вас, да ви се заблагодару на покану, да ги поздраву сви мои сограѓани кумановци, и тие што ме знае, и тие што не ме знае. Фала, јас сум добар. Гледаш ли го во емисија, ти пратиш ли? Пратим го редовно. Може да ви кажу дека ме радуе што ваши гости су, слободно може да кажу, мултиетничко. Пред две емисии сте го имале фудбалера Бузлета, у претходну емисiju сте го имале Бубета. Па беше Реже Пајет и Джепо. Тако е. Значи, има и албанци, има и роми, и македонци. Затоа мислим дека е гледана и треба да биде гледана овај емисија. Да, треба да се викава луѓе од сви профили во емисiju и од сви етникуми, и свак на свој начин да се го пише богато историја на Куманово, затоа што наш град е доста интересантен, доста необичен бие во тој време, с многу убави моменти на генерација, многу одружења, многу поштовање, многу разбирање, сега да не зборуј уште. Али ева на почеток Чазо да ни кажеш ти тачно у кој дел на град си роден? Јас сум роден 1955 годину у строг центар у Пупак на Куманово. Тоа се вика Тане Ѓорѓиев. Ако еднога таксисту викнемо да ме вози од Следорек до Тане Ѓорѓиев, он ќе каже ја не знам куде е Тане Ѓорѓиев. А ако му кажу циганско сокаче, тачно ќе го знае. Значи јас сум дете од Пупак на Куманово, циганско сокаче. Можеш да ни напишеш, еве, детство на свите генерации од тој време било доста интересантно, па да кажу и узбудливо и динамично, а веројатно и ти си имаја такво детство кад си разнае. Интересно, циганско сокаче е сокаче кое имало куќу македонско-паромско, и ми смо живеале и пораснале заедно. Има луѓи кои данас су у године, има дел од нима кои су починати. Мене ме обкружувава и благодарение, ја тој не крием и сакам да го спомну, благодарение на тие што ме обкружуваат, данас сам или бија сам тој, а и наши деца, сви ромски што су у тој сокаче, су тој благодарение што се дружива и пораснава со македонски деца. Прв комшија ми е бија Методија Апо. Методија Крстевски Апо. Методија Крстевски Апо, судија за кошарку. За кошарку, тако е. Да го поздравиме Апо, он сега живи у Штип од Целисе. Тачно. Он сега живи у Штип. Нате му е ќерка директорка, исто тамо беше и у културен дом директорка. Така. Од друга страна, ме обкружuje сва фамилија Митровски. Одма до мене живеше Буба и Драган Крстевски. Драган Крстевски беше сега пензионер, иначе инженер у Шамлицеви, а негова сестра, постарата Буба, е супруга на Крешу, Словенца, што го викам. И еше една сестричка, она е моје годиште, 55-то, Славица Цаца го вика, она е самосталан уметник и интересно, она е доста просперирала и живи у Скопје. Испод тој е одма Шејтанови браќа двојица, Драган и Мирко. Драган, Бог да га прости, помина се, гитариста, а Мирко е жив. И тој ни е Стампи Цане и ред много сви добри комшије. Интересно е што пораснамо заедно. Бесмо и смо, мада еден поголем дел се оселива, живе смо како една куќа. Свака слава, дали беше православна
или традиционална ромска. Тоа е била една слава за сви куќе подеднакво. Mi smo išli i porasnali u tije kuće, oni su dovađali i rastesva u naše kuće. Za žal, vreme čini svoje, porasnava deca, otideva na dvor, delo od njima se i pominava, nekoj si kupiva kuća, zgrade, stanovi na drugi mesta, nekoj otideva na dvor od državu dijaspora. Što vikam... Samo сакам да те прашам. Без разлика кој да отиде, еве твои деца, други деца, стари кумановски, цршински луѓи, сви отидев надвор, али сви имав голему носталгiju према Куманово и кога ќе чуе некој муабет за Куманово, чаршија, дружење, кога га враќа филм, многу ги е срце испунето. Тие детски моменти, младалачки живот, чаршиски дружење, малско дружење, малски игри. Mi smo imali druge igre nego svega što imamo vija mladi. I sve to je ne poseke i imamo nostalgiju, u stvari oni što su nadvor, imam nostalgiju da se vrati, ako ne poviše, bar da ga prošeta taj sokač. С радост, много od njima, ќе улегневи u kuće, samo da ne posjetив, da ne vidiv, da ne pozdravив i да испиемо по едно кафе, да направиме муабет, да се посетимо на тие убави младалашки денови, детски денови. Ја верую дека сега вие млади не знаев што е джилик. Таа е била дечја игра која ни е била најомилена. Знали сме да играмо клен за војско. Знали сме да играмо керамитку. Знали сме да играмо соде. Игра сме едну игру која многу не беше прифатлива од сви страни меѓу нас. Кој ќе биде германаc, кој ќе биде партизан. И да се криемо по тие куќе наши, по тие сокаци, по тие лавиринти. Тоа ги има смо тие лавиринти, сега ги нема тие лавиринти. Да. Лопови жандари. Тачно. Лопови жандари и тие Крива такива. магарица. И тој Крива магарица беше една од најинтересантни. Имаше џазо една игра, ама ја не се сеќам, кисело млеко се викаше. Тачно. Што беше таа игра, не? Тај кисело млеко беше интересантна игра, тој требаше да се носи еден другога, знаеш, да тој што таква беше таа интересантна некоја игра, кисело млеко и треба да биде на едну ногу да кленза. Така е. Да, затоа што ја он изгубија у туј игру. Да. Али играње на соде е било на дупче и на како се викаше? Педа. Педа. И си играл на колачи. Али најбитно е некој дојде вика у джеп с 2 соде, па отиде с 2 пуни джепа. А некој дојде с пуни джепови, па се врати с празни джепови. Тако да мало пуно мајстори на соде од циганско сокачи. Па да, имаше, тоа е интересантна. Паја се викаше, тоа е триаголник еден и да кажем, ако се договориме меѓу нас, кој ќе игра и по колко соде ќе станемо. По 2, по 3, по 1, по 4. Не, имаше мајстори, стварно мајстори кои оддалеко од метар и по 2 имаше скопско гаѓање и кумановско гаѓање. Тако ли беше? Тако е. Тие две врсте. И имаше јаки мајстори, дечки кои стварно оддалеко од 2 метра, 2,5 метра, знае сва тачно тој трножаc да га растури. Интересно беше. Така ќе замолам сега, пошто го спомнам од детство, моje питање ќе биде, растале сте генерација с леп, шикер и воду, некој мачкаја леп и маси, црвен сол, на репертуар или на мени за јело е било тој. Не имало како сега избор на едење. Интересно беше што знаесмо и да едемо и да играмо. Паралелно. Паралелно, истовремено. Ќе играмо соде, а од другу леву страну ќе држимо леп. Зависи дали ќе беше он с мармалад, а често пута знаесмо, тако беше времето и. Ќе ни стави зејтинче или некое машче, подозгора црвен пипер или буковак и ќе играмо од леву страну ќе куснемо, ќе едемо, а с десну страну ќе играмо соде. Тоа што ти било најсладко од тие едења, еве поштам? Мора да признам дека мајка моја, Бог да го прости, беше паланчанка и знаеше да ни донесе
тој се викаше, со кајмак ga викам, кога се млеко бие, кајмак. Меѓутоа, тој времето кој другаче ga вика со. И ке ни намачкаше тај кајмак и одозгора црвен пипер и некој буковак ако има, солче обавезно и ќе играмо и... Сладко како мед. Ептерно. Ајде да ги спомнеш од детство другарчиња с кои си разнаја од твој мал. Од моју леву страну од куќу на обкружувањето фамилија Крстевски. Моје годиште беше цаце, она е на Методију прва братучетка, на Методију Апу, Крстевски. Брат му Драган, беше инженер, са ги у пензију у Шамлицеви и најстарата сестра е буба на Крешу Словенца жена. Mi smo se sa njima porasnamo, sa njima ga delesmo i lepše i bilo kakva proslava i bilo što da se desiše u našu kuću, i dobro i lošo, da je beše zajedničko podeljeno. Od drugu stranu beše Lidija i oni su trojica braća, Tihomir Čičo Tiho, tetka Софијанка беше на Драгана и на Бубу мајка, вамо од другу страну беше Бранко и Благе Селјо. Селјо га вика се затоа што беше он учител у село, а на крај заврши како благајник у стоковну куќу. Njega mora da ga знае, пошто он е градски човек. Од другу страну живеше Мирко Шејтан и Драган Шејтан. Тој су све људи, градски људи. С нив смо ми пораснале, тој су генерации биле, да кажемо, 55-то, 53-то, имаше и 49-то. Прва куќа одма туја до Бандеру, сак што пишуе на њума Бизе, туј имаше браќа четворица и една сестра. Нешко Сликар, брат му Кенан, брат му Сајдо и најмал брат Фикрет, кој се моментално наваѓа у Швајцарску, и сестра ги Тефида, која имаше дуќан, односно туј се продава сва ципеле. Од другу страну живешва покојни со сега, брзо се помина Живко. Одма преко туја до њињу куќу живесва и живе још директорка Марица и она беше директорка у браќа, а њон супруг у Крстеми Сирко. Мирко, њин син е туја и Цоце, најмал син њин. Познат е Цоце у целу Македонiju и надвор од Македонiju. Зашто е познат? Затоа што негова супруга едно време работеше у Радио Куманово. Мица домаќица што има чаеви доле. Тако е. Тој сакаше да спомну дека они имал чаеви. Брат му е Мирослав и Цоце, два браќа. Мирко Старка ги викал. Тако е. Надима ги има Старка. Да. Ќе те прашам, извини, татко ги нели беше учител Димче Старка? И мајка директорка и татко директор у браќа и у Крсте. Тако е. Да. Позната фамилија. Чичо Димче и тетка Марица. Тако е. Да. И еве се кога слушамо од тебе, значи таа улица е била многу интересна, односно таа е мала, многу школовани људи, многу успешни људи да кажу, али таа за малку подале од вас е било и Чувене Караб мала, и тој е мало средбен помеѓу вашу мало и Караб мало и веројатно и некои дружења. Интересна е Караб мала. Сега ја моментално живим у тој Караб мало, од оправдани причини, пошто тој Вајкики е сега, и таа е некоја друга приказна, зашто сам се ја оселио отиши у Караб мало. Караб мала и људи кои живеат во Караб мало беа специфични и има сва некој своју голему исторiju, голему позадину. Имаше дружење меѓу овие деца, меѓутим сортирано. Не са сви.
За разлику од македонци православни кои живе у циганско сокаче, они немашва никакву предрасуду со ромски деца. Они паралелно со ромски деца растеса. И свака куќа беше и отворена. Свака трпеза и софра беше за свакога бирум. Изволте. Било што да се направи у православну куќу, нешто да се... Тој се време повише се работеше со тесто, баничке, зелјанци, 350 чуда и тоа е обавезно ќе се вика свако ромско детенце, тој што е било одма до нима и подалеко. И тој има смо и да ги спомну дуќан се бие луѓи занајчие ковачи. Тој имаше две фамилии, меѓу кои и фамилија на овие на нешко сликара татко, на njega му име Рамис, а иначе надимак му е Бизе Данас. Данас има голема една, да кажу како плакатали, што е тој, тако е сакаше најмалсиниен фикра да биде тој, и Данас стои горе Бизе. Они бева ковачи. Меѓутим, интересно... После ќе го објаснимо Бизето детајно, он е Добро. доста интересен човек бија. Добро. Да се вратимо на вас лично. Ви запишувате основну школу куде? Јас сам завршија основну школу у Христијан Карпуш. Средно сам завршија Киро Бурнас. Годину дана имам изгубено у Земјоделски факултет у Скопје. Некои предмети су ми признаени и после сам се пребација у Струмицу и имам завршено висше земјоделско. Како беше у основна и средна школа, еве, тие школски денови да не ги пишеш? Интересно е било свак Многу интересно, многу весело. Пред 2-3 дена с мојега сина, случајно тој и со унуку, она ми е прво деление, она се чуди, док сме били у Христијан Карпош, ту е одма до нас, значи, тај школичка, ми сме имале оброк, некоја маренда, некој доручак, имаше сутијаш, имаше топло млеко, имаше кифличка, имаше баничка. У тој време тој општествено уреѓање беше сасвим нешто другачи. Многу весело, многу убави успомени, многу нешто што се данас памти. Ја имам 66 години. Тој су ми најубави спомени од моје детинство. Кој не се забравя никад. Нема да се забрави. Драги су ми, у овој прилику сакам да ги поздравам сви мои основци, кои често пута се видуемо. Еве, кажи ги по име, поздрави. Па ќе га спомну, еве да кажеме, ќе га спомну чедета кој беше у Народну одбрана. Сунчица, често пута се видуju со њума, и њум го поздравljam. Дахтевски Зоран, Бог да га прости, он ми е музички колега. Пошто заедно... Извини, дашто да не е тој што работеше у Циглану? Тој е у Циглану и Златар што беше. Златар што беше, он почина, да. Он почина се. Он ми е школски од музичку школу, ми заедно свире смо трубу. Ја и он заедно бемо, куде у класу на професора Ѓоко Асевски, Битлочанас. Да. Тоа су све убави спомени од основну школу, од музичку школу. Средна школа е нешто сасвим друго, мора ти кажу, тој ме окружија сва деца од сасвим други деца. Мислим дека не е ништо увредливо ако кажу дека претежно бева деца од периферија, деца од други градови, Свети Николе, Штип, Крива Паланка, население од село. Да. Добро, такав прекар имаше, вика, ако учиш у Коњаре, демек не си јак ученик, гимназија била... Па вика, тој време имаше една смешка, ако некоја мајка го изгубила, вика, дете ќе го најде, вика, у земјоделско, у Коњаре. Што не е такој. Да. Али добро, о том потом. Сега, малко да обрнемо внимание на културно-забавен живот, кој бија доста интересен у тој период, покрај сви тие дружења, седенке, музика, забава, едно друго, ќе почнемо да ги чештеме овие слики едну по едну. Овие слики докажува
дека македонци и роми су се дружиле многу убаво, дека су биле на многу забаве, дека су појале песме и су биле многу среќни и весели. Еве, ова е фотографија, часот ти ќе ни кажеш куде е овој, ако знаеш, и кои се овие луѓе на слику. Интересна фотографија. Ово е традиционална слава Ѓурѓевдан, куде нас дома. Тој се било традиција сваку годину константно. Сваку годину знае се дека Ѓурѓевдан 3 дена трае, 4-ти ден нема доваѓање, пошто так се идеше на викенд на киселу воду. Али прв, друг и трет ден тој се очекувало само гости и знае се кој треба да дојде прв ден, кој втор, кој трет, за да не се створи гужва. Што значи и те како. Татко ми, Бог да ga прости, знаеше и по 3 јагнина да заколе за Ѓурѓевдан, затоа што требаше тако да биде. На овој слику е... Кажи ги еднога по еднога кои ги знаеш овдека. Има некои кои не ги знам и тој ќе признам. Добро. И тој ќе признам дека не е. Туј е Перо Шајче, Чичо Перо Шајче. На Ангела Шајчета татко, што го држише кафану. Златно буренце. Златно буренце, браво. Туј е Муљак. Туј е Перо Панзо. И туј на крај негде Ноне у Шамлицеви што работеше мајстор по заваривање. Има још многу други кои, мора да признам дека не ги знам. Али Чичо Шајче, Перо беше кучен пријател, немогуче и мимо празници ми сме биле кучни пријатели. За да кажеш на некоја дека си пријател, значи треба нешто да ти прија. Не е тој другар. И да има обострано поштовање. У свак случај. Помагале су се меѓу себе, татко ми и он, тачно така ги е требало. Никој на никога не знае да каже не. Татко ми како се викае? Скендер Скендеровски. Татко ми беше... Али во интересно е овдека, да го слику малку илустрирам, а стал наредено тањирче, пиво, тој време вино, осмеси на људи, задовојство, пуно срце, тој сакам да кажам. Интересно е што сви су биле, да кажемо, на некој начин економски средни и тај класа е била, да кажемо, рамномерна туја. Никој не се извишуваше, мала осцилација, ако е и мала, па чак и не мала. Затоа што интересно е туја што циганско сокаче е интересно од роми. Луѓе кои су сви работале по фабрики. Не. Екзистенција ги е била обезбедена, знае се. Ако не земе на први, ама до трети или пети, он ќе земе плату. И тој обично сви су биле по двојица вработени. Не су имале они потребу да кажемо дека да биде економски зависни. Па чак и кога доаѓаше таква ситуација, уопште не е било ни спорно за да чукну на ваши врата и да ми дадете ви 100 марки. Ама знаете дека за 7 дена ја ќе зему плату и пак ќе ви ги врату. Тако е било. Не. Тоа живување било една куќа. Нова фотографија која осликува прекрасно дружење помеѓу луѓе. Овај слика е, слободно може да кажу, мултиетничка. Мимо мојега татка, туј е Чичо Крста Илич, служител у браќа, иначе имаше свој блек оркестар, он беше тобошар. Туј е на шацета цвеќара татко, он беше служител у музичку школу, а музичка школа се наваѓаше у циганско сокасе СКУ што е Вај Кики. Она прво беше занатиски дом, школа, а после беше она основно школа, браќа и на крај она бидна музичко училиште. Меѓу овие, овде што су на стику, има га Чичо Стојанче, викав га Врабац,
он беше трговац со крупну стоку. Тој су двоица браќа Чичосаве, кој беше дуканџија у Старо Пазарче, има сва, тој беше државно под ангроснабдител и делумично имаше и проданици од ангросервис. Туј имамо другари, туј е Муљак. Муљак беше брчвар испод Палас, оспротивну страну, каде што е сега Ковачница. Муљак е бие познат човек, еснав, бекрија, ја што викам, можда малко и незгодно, тоа су биле луѓе све, да кажемо, шише марка. Бекрија, сакале су да пиев, да се весели, музика да ги свири, да се дружи, после тој да отиде еден куде другога, знае све и по цел ноќ да пиев и сабале пан на работу да отиде. Да не спуштимо некога овдека, знаеш и друго? Па не, мора да кажам Добро, не. тие су. Овие слики су реткост и што викав Кумановци лепота и идемо дале, нова фотографија, ново дружење. Интересно. Еве га туј е Пачичо Перо Шајче с Роми. Близко до njega е Муљак. Туј е Демировски Рамис, еве га туј на слику, звани Бизе, која дан данас стои тај горе, дека е тај ниња куќа, тај е на Нешко сликара татко, и на Фикрета Демировскога, кој се моментално наваѓа у Швајцарско негов татко. Демировски Рамис Бизе. Надимак е Бизе. Надимак, неверојатен љубител на Бакија Бакиќа. Али ќе го објасниш ти после тој детајно? Таа е една друга приказка која у ток на време ја ќе ви го објаснам за прв пат каде уствари Бакија Бакиќ доше у Циганско Сокаче и кое годиште. Тој су на слику и, како што кажа Чичо Саве и Чичко Венцо, тој су све биле дуќан се бие у Пазарче од ангроснабдители, од ангросервис. Ова се дешава у нашу куќу по повод Харделес или Ѓурѓов ден. Кај ќе те прашам? Идемо дајле. Слава почиња се баља рано и трае до навече. Нон-стоп се еде, пие, што викав Кумановци, нема застој. Осабале беше јака припрема на моју мајку и на сви мајки. Така е. Тоа е јака припрема, знае се дека навечер ќе дојде гост. Тој се спрема, спремало се по 2-3 дена и претходно. Па чак ако имало потреба меѓу куќни пријатели што су биле, доваѓале су мајке наши една на друго да помогне, пошто знае дека вечер ќе биде в гости куде нас. Па друга вечер ќе отиде па мајке наши, па куде другу, за да припреми, да помогне, пошто ќе биде друга вечер куде другога. Али ти убаво кажеш направи малку 3 јагниња, еве гледам на стали многу пиење, руке дигнати горе, луѓи пое, весели се. Види, претходно сам спомнаа дека су економски биле јаки, мора ти кажам. Да. Татко ми беше благајник у Ангроснабдител. Беше благајник у општину Куманово. Беше еден од најучени роми, после ослободјење он има завршено гимназија. Скендера га знае и често пута знае, моje име не га знае многу душе, постари кумановци, они ме често пута кога ќе ме сретне, они знае да каже Скендер, по мојега татка. И на крај заврши мој татко како картотекар у амбалаж. Со значи цел век ништо не е дигнае повише од едно пенкало. Не, тој су биле школовани луѓе. Што вика, познаваја га е занат. Па да. Еве нова фотографија, овдека веќе видимо конкретно труба, музика. Убаво. Еден поголем дел од овде у овој слику су све дуќанџије од ангроснабдител и од ангросервис. Туј е хармонику го свири
вика свага надимак Чарабак. А он беше продавач у стоковну куќу, доле продаваше ломплек плочи. На трубу е еден од најврсни музичари, која цела Србија се тресеше од njega, Курта Трубач. И овде на крај, од моју десну страну, ваша лева ќе биде, мислим од камермана, е мој татко Скендер. Тој е Чичо Венцо и мислим дека е туе и Муљак. Муљак е бија ептен голем пријател и с мојега Маново тата. имало покрај овој човека добри армоникаши и Каро армоникаши бија препознатлив. За Каро сам чуја. Каро армоникаш беше добар музичар, меѓутоа он беше за претежно за македонски. Така е. Меѓутоа овие други музичари го познавасва и текако добро ориентал музику. И обично на сваку свадба и некој веселе вика ајде засвирите ни еден чучек. Значи да се заигра. Часов дека секи ги изброи луѓе 2, 4, 7, 11. Значи, еве баш гледам слику, нема ни еден човек кој не е насмејан. И сви шишиње руке и горе дигнати. Гледано од камермана десно е татко ми Скендер. До njega е Карчун трговац. До njega е Демировски Рамис Бизе на Фикрета татко. До njega е Муса што го имаше кафану испод Сок банку и салон за чистење и фарбање на ципеле и кожни јакне. До njega е Чичо Крста, служител у браќа и тобошар, имаше свој оркестар, Блек оркестар, познат у Куманово. До njega е мој тетин Ашим, кој живеше и Бог да ga прости у Нови Сад. До njega е доктор Зеко га вика сва. И на крај е Фикрет кој работеше у Железару. Горе су још троица, Амет, прв салон за чистење на ципеле, друг до njega е работеше у Шамлицеви, у момент малку име, и на крај е тетин на Фикрета, односно зет на Рамиза Демировскога Бизета, тие су тие. Прекрасна фотографија, убави спомени кои, како што кажамо, никад нема се забрави. Бекриска работа. Овој се крие позади, със сигурност збору, криев се позади едну продавницу у Старо Пазарче, секој што е културан дом. Имаше некој такој попразан простор, како да кажемо магазински, па тој знае свони да се собере, да пие, да се весели, да викне некога музичара, двоица, троица, ако начека можда и цел Блек оркестар, па да ги весели и тако е. Тој е Чичо Мутија, прв. Чичо Мутија беше прв дуќан сајбија кој имаше вочару на Пазар Стар. До njega е мој татко, до njega е Муљак, од овој страну е Ајдин људи кој живесва у Циганско Сокаче и си заминава сви браќа отидева у Загреб. Човек с големо искуство, повише језици на познавање и на крај у стари години беше како тумач у едно механичарску работилницу, пошто дешава се некои кварови по путишта и доваѓа сва турци и за тој Хрват кој беше газда на тој автомеханичарску работилницу
он му беше како, да не кажу вработен, мада стар човек у године, заради тумачење на језик. Ту е исто Чичо Славе и само да виду горе дали има некој музичар, не. Добро. Убава фотографија. Овдека некои у кравате, некои у кошули раскопчани, свак си имае свој стил на облачање, али луѓе се биле среќни. Да. Да. Добро. Ова е доле е на Демир Демировски Рамис Бизе, до njega е Фикрет, кој беше вработен кажа како у железару, до njega е Чичо Рамис Карчунга викасва, до njega е Зеко Доктор га викасва, вамо други е кафану кажа што го држеше испод Сок банку, па ту е мој тетин од Нови Сад, ту е Амет прв салон за чистење и фарбајне на... Тој се дешава у нашу куќу, препознален по таписерiju што е изработена и моја мајка. Сега, знаемо, слушале смо постари луѓе дека Бакија Бакиќ редовно доаѓаја у Куманово, невероватен музичар, неверојатно задоволство ја правија на кумановци с негов оркестар. Многу убави сеќавања имав на граѓани на Куманово, постои препознатлив стил на свирење, али што го спомнамо легендарнога Рамиза Бизета, човек е бие веселјак, интересантан лик. Оне направија прв сунет у Куманово. Како се тој десило? Бакија Бакиќ е легенда, била и ќе остане. Бакија Бакиќ за прв пут у циганско сокаче е дојден 1906 годину. Рамис Демировски Бизе га прв пут донесе у циганско сокаче, кога га направи својега сина, одно своји деца, сунет, што у превод значи образивање. Мора да кажу дека пола град е доши. Да га види Бакија, да га чуе Бакија. Бакија Бакиќ и ден данас, иако га нема, Бог да га прости, беше и останаа легенда. Куманово е специфичен град каде у питање блек оркестар. Не. Ми се граничимо со Србија. Ми сме некој троножац меѓу тај српска музика, тај мелос, и овој друг мелос, да кажемо, што доаѓа доле од етно такој, ми сакамо и чучек, сакамо и стару тешку оро да заиграмо, да га заиграмо и бабинско, и тие су специфични, али поготово каде у питање блек оркестар. Не, Куманово сака и ќе остане, па жив пример е да кажем, ете, види, слободно може да кажу дека тежа е била у Куманово да биде Гуча број 2. Рома Труба Фест. И ми сме познати кумановци дека го сакамо тој музику. В тој време, ете, тоа е била прв пут да дојде он у циганско сокаче, можда е куде македонски, куде православни, е бие и претходно. Јас збору за куде роми. Прв пут, 1960 година, е дојден у циганско сокаче. Народ многу, што викаш поло Куманово дошло, а дет се обавља, а ви сви гледате од страну и викате што се дешава ова. Па не, види, ми како деца, циганско сокаче е специфично, тој не е црква. И тој време имаше многу убави македонски адети, обичаи, традиции, кои уствари су и украси на еднога народа. Венчајне беше у цркву. А ми смо деца тој одно до цркву, циганско сокаче. И слушамо дека некој блек оркестар тупани чукав, трубе свири и ми сви трчимо. Интересантно беше да го видимо с нашко и младоженца.
Меѓутоа, поинтересантно ни беше, мора да признаеме тој, дека кум ќе фрле бомбони и паре, ситни. И он ќе фрли на сваку страну, лево, десно, право, и ми како деца и по бомбончине и по паре. Тој ми не га криемо. Би смо знали сви ромски деца за време на Великден да отидемо и да се протнемо низ масу која беше попке не прскаше с водичку, с босиљак и тие работи, али тоа е било све некоја деска. Ете, тие се работи у стари и памти. Тие су деца од ромски деца од циганско сокаче. Не, тие су деца пораснале с многу и за тој си у стари и разликуев тие деца. Не, тие су деца пораснале с многу и други адети, обичаи, културе, прифатиле, не прифатиле, делумишно, меѓутоа што е најбитно, задржале го своју традиција, обичаи и своју културу. Еден народ, ако изгуби своју традицiju, културу и обичај, више он не е народ. Не. Ево, вие што ги спомнамо сви боеми, кафански људи, твој татко Скендер и слушаја сам и од други Рамис Бизе, тоа се људи биле боеми и со широко срце за све у живот. Дали сам управо? Многу е битна комуникација. Многу е битно колку ќе бидете прифатени, да кажемо, од други народи кои су други религиозни. Кумановци у тој време збору, не сега, у тој време збору. Сви кумановци македонци расчистива с предрасуде. На нима не ги беше битно дали е он ром, дали е албанац, дали не знам србин или што још коина. Интересно, бева прифатливи еден со другога и раскрстива со сви предрасуде. За тој беше убав живот. За жал, можда не треба, али факт е дека тој. Сега живеемо само еден до другога, а не еден с другога. Не. Да се вратиме на Бакио Бакича, Чазо. Покрај тоа што доаѓаја у Куманово, пуно кумановци у тој време су знаеле, веројатно и твој татко и вие, сви луѓе што ги спомнамо. Ако не доаѓа у Куманово, вика запали валто и отиде во Врањску бању на музику, на задовојство и поново на дружење. Пред да га спомну тој задоволство и идејни у Врајни, у Вранску бајну, поготово за Васулису, 13. односно 14. јануар, тоа е традиционална слава на роми и на македонци. Да. Мора да спомну нешто друго. Бакија Бакич беше и ќе остане легенда. Он е учествуваја на многу надпревари у Гучу. Едини човек од Куманово кој учествувае со него у Гучу, у надпревар, како музичар, е Трајче Исмаиловски од Циганско Сокаче, денес е редован член на културно-уметничко друштво Илинден, он свири тобош, а негов татко беше еден од најпознати, на njega му име Джемаил, а вика свага Мике. Джемаил не га знае никој, Мики Барабанче. а Мики Барабанче, ете, ви Тако спомнасте, тај е татко на Трајчета Исмаиловскога. Он имаше свој оркестар. Куманово имаше само 4 оркестра, блек оркестра. Официјално се знае се. Дали сакате со Чичо Крсту, негов оркестар, дали сакате на Микита, дали сакате на Реđu Гага, или сакате на Крсту служителот. Тие су биле 4 веќе регистрирани. Сега се знае се кој има сва најголем рейтинг. Квалитет. И не, ќе ga викнемо на Микита. Али неважно и мало е избор. Тоа е битно. Да, Избор и мало Тачно. да си бираш кој сакаш музику. тачно. Што се односи сега околу тој, често пута се дешавало. Лично ја и мои пријатели тој време, сега се поголем дел не живе у Куманово, они су у диаспору. Знае смо да пазаримо некој комби и да се земемо од тој да отидеме у Вранску бању и у хотел Кичер,
како данас се сеќа, или хотел Србија, пошто два хотела има у Вренску бању. Кичер и Србија. А у поново време и у Пржару Симпо. Браво. Тој беше огромно. Тоа е, значи, поголем капацитет. Да. Ке земемо комби, ке си ga платимо, ке отидемо, ке си платимо све што треба и ке се веселимо и негде около јутарни часови, около 2-3 сат. Меѓутим, тој ќе ga продолжимо до 7-8 сабали кога Али Чазо вика дека тај музика, еве, мој татко е бил љубител и други кумановци вика, кога ќе си слушам плех музику, кога ќе се извеселу и да сам болан, вика, ја искочу здраво од Кичер или од Пржар или од друг хотел. Лечи го душу, вика Бакија Бакиć. Па видите, препоручливо е, стручњаци, викам, и кад ти е најтешко, и кад имаш големо гајле, пушти ga радио, пушти песничко да чуеш. Песна е релаксација и еден духован лек за човек. Ја имам еден мал документарац, снимено е тој у Пелинце преко едну невладина организација, она се вика НРЦ, Национален ромски центар, стари музичари, исклучиво наши роми, кои су дел од нима починати и дел од нима су живи. Ја слободно може да кажу и сега, и тамо имам спомнето. Што значи уствари музика? Музика значи да се најдеш у њума. Како да се најдеш? Често пута знаемо да се најдемо у текст на музику. Калиопи е врстан музичар. Тоа е најголема звезда што постои за мене у цело Македонија. Зашто? Има една песна њојна, се вика, уствари текст, вика дали ме сакаш или ме посакуваш. Два различити појма. Дали ме сакаш или ме посакуваш. Ту е тај, уствари, и тај живот, уствари, наш. Дали ме ти мене почитуваш и сакаш. А дали ме посакуваш е нешто сасвим друга тема. Таа е тај голема разлика. У песма ке се најдеш куде си, што си, кад ти е тешко, кад ти е весело, љубовна песна, песна за некоја желба, за тага, носталгична песна, ти си далеко негде од твоју земја, од твој родан крај, од твоју мајку, татка, од твоју земја, од твои пријатели, од твои другари. Ти имаш, економски си јак, меѓутоа пати нешто фали. У песму ке се најдеш. Носталгија. Да. Бакија Бакиć е довоѓаја пуно пати у Куманово, како што кажа, а овие стари кумановци ми кажувале, вика, кога ќе го засвири Бакија изгубено јагње, вика, тој се тражи сат, 2, 3, 5, док не се најде. Тоа е легендарно изгубено јагње. Изгубено јагне беше ритуална песна. Зашто ритуална песна? Затоа што требаше сви музичари да се распрскав по 10 метра еден од другога, далеко. И дел од музичари има са свое соло пеење. Како да сакасва да се повикуе. Па прво ќе почнеше флигорна, труба. Они су флигорнисти претежно. Флигорна и труба не е исто. Флигорна е труба која има машине на страну, а труба е джес која има машине од озгора. Таа е тај разлика. И звук на трубу и на флигорну не е ист. Звук на флигорну е, што викамо ми, турски речете, мекам, сам звук е нешто умилето, нешто убаво. Кога ќе се распрска со сви, ќе почне флигорниста, па ќе почне бас флигорниста, па ќе почне кларинетиста и па некој друг, пошто обавезно има се по два флигорниста, можда и негде и повише. И на крај, тај заеднички собир од сви стране, они полака. За се тој требаше, тој ритуал траеше, да кажемо, повише време. И почне да се собира тачно куде што треба, да кажемо, до посакатела кој го поручи, стари изгубено јагне. Богат е бие репертуар на Бакију Бакиća
Чазо ти кажу право, мене ми е голема желја, негово унук веројатно га наследија свири музику или негов син, не знам, да се направи една емисија с негови наследници, затоа што Бакија Бакиќ удари еден голем печат у забавен живот на Куманово наша. Бакија Бакиќ имаше еднога сина кој беше исто флигорниста, трубач, у негов состав. Он се викаше Фезо. Меѓутим, с нега имаше и трубач Екрем Мамутовиќ. Да го спомнемо да неговога сина. Успоредбу с Екрема Мамутовиќа, негов син е бија многу послаб флигорниста, трубач. А Екрем Мамутовиќ е негов сестричан. Ама сви знаеса дека му е син. Не, Екрем Мамутовиќ е сестричан на Бакију Бакиќ. Бакија Бакиќ нема своји наследници трубачи. Наследник му е негов сестричан, односно унук, на Екрема Мамутовиќа син. Исто и он е одличен. Не, он е и, мимо што е одличен, он е и академски, факултетски образован флигорниста трубач. Он знае да дојде у Куманово и ден данас. Задни пут е бија пред 3 години на едну свадбу доле овој нову наслабу каде што е Октомвриска револуција. Туја Доваѓаја, да, негову унук на Екрема Мамутовиќа. Да не забравимо Чазо да спомнемо и од тој време ти можда памтиш, можда не чувени серенаде, кои се биле исто многу заступени у Куманово и се биле практикувани од млади људи. Серенаде претежно се правеса с музичари кои бева јаки гитаристи. Затоа што серенада уствари толку и траши. Можда и по неки пут, затоа што да не биде тој бучно. Серенада е нешто тихо, нешто убаво, нешто староетно, староградски песме се поесва се хорски песме кои има сва убаву содржину. Ми имамо доста оркестри за серенаде у Куманово. Шоиќ, Бог да га прости, беше еден од тие. Трајче Вучко, гитариста, едини човек кој беше ризница на песме, он многу убаво поеше, а и добро свиреше, како музичар, он беше јак. И секам се дека често пута на Фикрета, кад ќе дојдеше он од Швајцарску, знаеше да га заангажира да направи едно, да не кажу фамилиарно, него маалско веселје. Па ќе наредеше и астали, и 350 чуда, и едење, и пиење до касно навечер, со печење на скару и ред други работе, али Вучко беше обавезан гост, кој стварно беше ризница на песми. Немаше песму кој него почни, да кажемо, од Сер Бонита Кокосиера, а веројатно вие постари кумановци знае за коju песму ја збору, и до онуј најстару што се вика Београдски мали пијац потопила сала. Зато да те прашам, некако боемски живот у Куманово со своју традиција се изгуби. Отиде тој дружење и тој почитување од еден друг правец. Вишепартиски систем има своји позитивни и многу своји негативни работи. Вишепартиски систем не подели. Подели га едно семејство. Да не... Извини, и смисол на дружење ga изгубимо. Па тоа е тој дружење прво. Прво семејно дружење га нема више. И со тој се автоматски оддалечува и другарско, фамилиарно, пријателско дружење. Не. Трка.
економска трка. Так луѓе многу не су размислувале да направи некои големи богатства. Не ги требаше и джип, и кола, и не знам, се трчимо по економски богатства повише. И автоматски се оддалечуваме еден од другога. Ја трчу, ви трчите. Телефонски мора да ти се најаву, да ми се најавиш, дали може да ми дојдеш. Па ја извини, ја овој суботу, неделю сам таму, овамо и не знам ред други работи и автоматски денес јутре ми се на некој начин оддалечуваме и тој фамилиарно, пријателско дружење некако ни се оддалечи. А што е премоќа с наши генерации, с наши деца? Тој га стално збориме овие емисија, целан телефони, компјутери, млади деца кои треба да биде авангарда на овој општество, многу се оптеретени со тие работе, а социјална компонента све више и више се губи. Па види, овај тема е нешто сасвим друго, ја туј неќу да чскам, затоа што може да ќе биде болно негде. Ако почнемо од 6-7 навечер да гледаме телевизија, една турска, друга, трета, пета и до 11:30 до 12 све су турски серије. Колку су они едукативни, кажи ми? Нема ништо у нима. У нима само лоши работе може да научиш. Не. Да не ги спомну што уствари режисер, што е све тој и актери на тие серије. Еден пример ќе ви кажу, со што е уствари све ќе ви кажу. Седи едно четворочлано семејство дома. Супружници, татко и мајка, ќерка и син. Жена зјапе гледа телевизија. Серије турски, нема шансе да испушти некој. Нема шансе. Истовремено слуша родител татко, син му на телефон. Иде ти, нешто пцуе. Он се обртја, гледа го сина си, вика што му биднаве, а он на телефон пцуе. Истовремено од десну страну, ќерка му се смее. Она па на телефон с некога друга. И сега он гледа, супруга гледа телевизија, серије турски. Син пцуе, ќерка се смее, вика, па што да право, ја вика, нема с кога да му да направо. И човек се облача до теруја и скача. И скача, ма до 8 сат, 7:30-8. Више Куманово е пусто. Па вика, још пола сат там ќе направиш еден круг до кружен ток, вика, и до гимназију, до школу. Бидна 8:30, бидна 9 сат. И он сирома се враќа. И сега автоматски се доаѓа до едно прашање. Зашто се тој човек дома враќа? Враќа се дома затоа што нема куде. Значи, више не ти е ни задоволство да бидеш дома. Нема с кога да направиш него кому е. Овој више партиски систем, овие телефони, овие ред други работи, оддалечива ga семејство, а да не кажемо све други работи. Нема дружиње више. За жал. Тоа е. За жал. Да се надамо дека Дај ќе Боже. Дај биде Боже. боље. Сега да се вратимо на ти си дугогодишен члан на градско музику Илинден, многу си активан и ден данаска, па треба да ги споменеме овие детали, затоа што ми као Куманово, као град имamo многу богату традиција с градско музику, с децении и деценije и тај традиција се и ден данаска негуе од вашу страну, што е добро и е за поздрав. Еве да го покажеме овој фотографију пред гимназија Гоце Делчев. Ова е фантастична екипа. Ово е сликано пред гимназију. Појдемо горе на споменик по повод ослободување на ден на Куманово. Интересно. Ако ги избројам, тачно не може да ги изброи више, поголем дел од нима се поминава. Претходно сам спомнаја Трајче Исмаиловски со Стобош. До njega е Бобан на доктор Борчета, рентгенолога син. До njega е доле покојан Мирче Дајлевиќ. Погоре од njega е наш капелник Христовски Борче.
До njega je najmlad trubač što ga imamo. Do njega je jedinstveno devojče sa Sligornu trubač, Tehамана Skenderovska, сега е Tehамана Lazar. Do njuma je u stvari naš vojni muzičar Kire. Nad njega je Zvonko Джони u požarnu što беше komandir. Tu je Денко Дене, над Пазар живи, моментално u penziju, не е член od opravdanih причини, godine čini svoje. Миле флигорниста koji работи, u stvari сега е пензионер u Šamlicevi. Do njega je Денко Dajlević, da ki vidim malo podobro. Tu je None, Bog da ga prosti. None legenda. None legenda, bas svireše. Bube, Bog da ga prosti, šef na Batko Đorđije. I nekoji muzičari što gi imamo, akademci koji su od Skopju vojnu muziku sviriju. Ovo je ista slika. Ovие fotografije isto od gradsku muziku. Ovo je verovatno u Penice. To je 2007. godinu po povod Ilindен u Pelince. Svaku godinu bez smo učesnici. Međutim, svega od nekoj opravdani ili neopravdani pričini, to je što je. Samo da kažemo ti na koji se instrument svireja? Ja sam fligornista, trubač, međutim, pri potrebu svirim i bas. Imamo nastupeno 21 dan u Francusku, tak sam svireja bas. Ja i Bog da ga prosti, Čičo None. Ovo su ti jedni možda od podragi slike. Fikret Demirovski, moja majka, gitarista, prethodno ga spomna, omiljen na Fikreta Ne Trajče, kako mu me. Trajče. Ќе ga spomnemo pa. Ovo je jedna veselba, da kažu, na tej sokak. Čuveni sokak. Na tije ljudi. Da. Trajče Vučko, gitarista, sad mi tek na. Trajče Vučko, on mu je bio omiljeni muzičar koji mu praviše mnogo ubavi serenade i znaješe Trajče da... Vučko, legenda. Legenda. Ова je pred kuću na Fikreta Demirovskoga, ja i on go renoviraš i doterujеше kuću i tu se slikamo, to je mnogo odavno, mnogo godina odavno. Stara slika, ali dobro sačuvana. Ali голямо другарство. Od detinjstva. Tu je Fikret Demirovski, dojden u Švajcarsku, na bulevar Na Oktobrijsku dole. Na Oktobrijsku dole. Tu sam ja, tu je njegov sestričan i drugarna njegovoga sestričnoga. Ubava fotografija, Eto, ubavo druženje. Da. Ta je slika interesantna. Evo ga, ovo je tvoj naslednik. Ta je Fikret Demirovski i Harun Skenderovski. Harun mi je sin. Ovo je slikano u Istanbul. Na jedan telefonski razgovor sa mojega sina, vika, spremaj se, kačuj se na autobus i dovađaj, vika, u Istanbul, sakam da bidu sa tebe, vika, 2-3 dana, sve troškovi gi snosuju i ja, ke jedemo, ke pijemo, ke se družimo. Mora da kažu deka od uvek mu je bila želja, a i kad dovađaš, on pretežno se družiše sa mladim, ne mnogo sa postarim. Taj slika je isto. Ista slika je. Ista u Istanbul sa sinami.
Тая слика е нешто... Тој слику ќе ни го ти објасниш? Да. Еве оваа слика, убава. Тая слика покажува све чудесно. Уствари, тој е у Истанбул, пред 11 години. На еден телефонски разговор вика, сакам да биду, вика, со тебе 2-3 вечера. Качи се на автобус, дојди, вика, трошкови су мои. Едноставно, вика, имам потребу да те виду, да се спомнемо, да ги спомнемо убави детски моменти, да ги спомнемо комшије, да ги спомнемо пријатели, да ги спомнемо наши покојни родители. Треба да спомнам дека негова мајка е босанка. Тетка Кана, да, она е босанка. Сви деца, односно браќа и негова сестра су од тетка Да Кана. не забравиме податок на у вашу малу сега, у чувено циганско сокаче, имате доста интелектуалци, односно образовани луѓе, пуно има завршен на факултет. Убава констатација, убаво прашање. Јас сам најрадосан кога ќе го спомнам циганско сокаче, кога се упитање ромско население и ромски деца. Едно време, интересантно што Тани Ѓорѓиев не е циганско сокаче. Коле Неделков е циганско сокаче, унутра тој е позади културан дом. Али мимо тој. И ту имаше ромски куќи и ваму. Ту имаше негде околу 17-18 куќи. И ако ga кажува бројно стајне, малку ќе биде чудно. Ту живе со околу 100 роми. У 17-18 куќи. По сигурно 2-3 браќа, нини супруги, по 2-3 деца, и кога ќе ги собереш тој, дика е и ќе остане. Сега има многу малко, за жал. Има 6-7 куќи и 2 куќи или 3 у Коле Неделков унутра, и вамо имамо само 3-4 куќе кои живи. Дика е да се спомне, у тие 10 куќе има 5 факултетски образовани деца. 5. Што е за почит. Што е голем за почит. Да. Успоредбу с други население кое живи ромско, мора ти кажу, циганско сокаче било и ќе остане прво место. Од 10 деца. И што е најважно, сви други деца што су, минимум, е средно образование. Сега ова е една порука, меѓутоа таа е една друга бранша на прва ромска партија, партија за целосна емансипација, е име големо, богато, с голему позадину. Значи, партија за целосна емансипација. Треба да се емансипираме. А емансипација уствари школување. А едукација е нешто сасвим друго. Та е друг ред. И за тој Куманово, односно циганско сокаче, Тане Ѓорѓиев и Коле Неделков, е улица која е, уствари, ја би се највише радуваа. Може да кажеме околу една дефиниција, не ги подценуи други, символизира успешност на дел од ромска популација. Па тој ми беше избор. Кад би некој од циганско сокаче, од православно вероисповест, бија ваш гост, али да му е тема да каже што све уствари и кои су го окружувале, докуде достигнава тие деца, кои су тие деца и што су тие деца ромски, мора да ви кажу, тој за нима може да збори, за ромски деца и за роми може да збори само оние кои ги познава роми. За жал, мора да кажу за жал, многу малко не познавате. Не, нас не има 4 врсте. Тоа е друга тема. При миграцију Како 4 врсте? па 4 дијалекта, 4 врсте не има.
при миграцiju од своју матичну земју негде су се задржале повише, што значи прифатили и од тај народ тамо негде. Сега карпатски роми кои дојдева од Карпат и овие што дојдева од источен дел, тој не су исти. Ми се разликуваме по 4 дијалекта. Ми имамо меѓутим многу сме блиски и ми се све разбирамо меѓу нас. Тој не е спорно. Меѓутим, тај миграција и доселување на овие простори носи ви некои други работи. Да. Ако го земемо најголемо ромско население, ми роми викамо Телуни махала и Упруни махала. Што значи? Долно мало и горно мало. Ми не га делимо на Средореки и Циганско Сокаче. Има и песма чак за горномалци, за долномалци, тие су све убави песме кои га опишуе в живот и веселе, и тешкоќа, и ред други работе кои се паралелно роми су уствари уочуев со тие работи. Сега дека ќе замолу кога ќе доаѓа следеќи пат у Куманово на бакију сестричен да не повикаш, а малку ми да патимо камеру да доловиме тој атмосферу. Драго ќе ми Тоа биде. што тај музика е оставила, па ќе кажу, печат у дружење на кумановци, у убави моменти кои кога и да видиш сега овој време, пака ќе ga враќа филм, вика и кад беше Бакија Бакич, не ги подценуju други музики, али вика веселе без плех музику не е тој. Види што е тај разлика, да кажемо, у тој време. И сега, пардон, кад би дошла и сега блек музика негде, сега, док смо ја и ви туја заедно, она ќе дојде туј каде нас. А ако отидемо на некои други веселја, музика е негде тамо, да кажемо, тамо негде. Па не е тој исто. Не може да биде исто. Не. И тоа е тој душевно некое задоволство каде некој близък до тебе, кад уствари додирнуете и наваѓате тачно онде каде ти е најубаво нешто. Тој може да му потражиш и тој песмо да ми го свириш, и тој песмо да ми го отпоеш, и што како претходно казаште, ајде освирите ми го изгубено јагне. Да. Легендарна работа. Ево да споменемо и твоја ужи круг на фамилија, ова е твоја ќерка. Да. Таа е Техамана Скендеровска, музичка академија има завршено, у Штип, куде врно га професора. Исклучиво ради њума е дошao Швајцарску и да ја збор дека освен њума нема да има другога ученика и само ради њума се задржае 4 години у Македонија. И она е завршила музичку академија, сега работи како редовен професор у едну основну школу у Скопје и у едну приватну музичку школу у Скопје. Браво. Еве да го покажеме вашу ќерку. Да. Наследила од татка. Па да, желја во е била, не беше наметната од моја страна, тоа во е била желја, чак и директор на музичку школу, кога отидемо да го запишемо, он ми викаше, зашто она труба? Викам, професоре, па прашајте го њума. И она вика, не, јас сакам да свири тој што татко ми свири. Така е. Еве га овдека легендарни Наш преседник на културно-уметничко друштво, Батко Раде, звани Гуцо, он се помина пред, да кажемо, годину дана, Бог да га прости, изврсан човек, човек с големи и широко срце. Легенда. Легенда. А ово е мој професор, ја мора да га спомнам, по музичко, драг професор Борче Христовски. И Александар Христовски, тај му е братанац. Овој ни е новогодишен концерт у кино Стар Козјак, 100 годишница на постоење на културно-уметничко друштво Илинден. Една прекрасна традиција. 100 години.
Еви, ова е фотографија. Тоа е фотографија моја супруга и Александар Христоски на негову свадбу, кога се оженија. Ми бемо гости, он не покани и с големо задоволство ја и моја супруга бемо на свадбу на Александра Христоскога. Еве, прекрасна фотографија. Ова е у француску што кажасте. Таа е слика у француску. Интересна е има голема приказка, големо богатство. Ми бемо 21 ден. Меѓутим, французи бева ултимативни. Дојдева и кажавани дека ми треба да свириме, вика, исклучиво цигојна музика. Ми 4-5 месеца вежбамо, едно 10 ромски ориентал песме, за да можемо да наступимо у француску. Еве, Чазо, прекрасно, преко сат и 15 минути да зборимо. Ја мислам дека овој прилику доста работа ја кажамо. Дали би се кај на крај посебно да поздравиш некога? Прво сакам вашу телевизију да се заблагодару што ме поканиште да бидам ваш гост, да го поздраву целу екипу вашу и сви вработени на вашу телевизија. Драго ми е што сам гост, не дека заради друго, меѓутим интересно и за сваку похвалу е што гледајќи ги претходни ваши емисии, ви имате од сви етникуми гости. А тоа е многу битно, за да имам ја едну поруку моју на крај, која вика окој: ајде да живееме еден со друг, а не еден до друг. Уствари, ви сте га покажале баш оно право лице, дека ми треба да живееме еден со другога, а не само еден до другога. Да ги поздраву сви мои роми, да ги поздраву сви мои комшије македонци, да ги поздраву сви оние комшије и деца и мои македонски комшије кои с ним сам пораснаја и од увек су ми биле и драги ќе ми остане. И не крием ја дека благодарение на нима што ме они окружуе сва мене и мои деца, јас сам тој, мои деца су тој. Дел од тој степен до куде дојдева тие ромски деца, гроз збор у Циганско Сокаче, е ипак и благодарение на тие македонски деца што су ги окружувале, односно што су ги прифатиле. Много е битно да некога единот на такав начин човек може да се промени, да се еманципира, со стек на време да се едуцира. И тоа е за сваку похвалу од сви македонци кои су на нас обкружувани. Тој сакам да ga поздраву и Станка Касапина, кој беше и текако најкомуникативен човек што постои уствари у целу Малу, у Циганско Сокаче, и Методија Апо, што моментално, ако виште со нас, живи у Добар Штип. кошаркар. Да. Да. Фала ти, Чазо, и гледам се Фала ви и на вас, бидете поздравени. И ја ти посакувам пред се добро здравје Исто и на вас. и повеќе дружење и да го вратиме боемски живот у Куманово. Дај Боже. Толку за денеска, поздрав од Кафе Бар Јарти и све најбоље.